Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Околу 100 сообраќајни знаци се оштетени и украдени во последниот период од Кочанските улици. Покрај материјалната штета која ја прават вандалите, недостатокот на знаци дополнително ја загрозува и безбедноста во сообраќајот на сите учесници. Околу 100 сообраќајни знаци се оштетени или украдени во изминатиот период, а некои се искорнати заедно со столбчињата на кои биле поставени. Ваква слика може да се забележи низ Кочанските сообраќајници, а особено критична е улицата Теодосије Паунов, на која се забележува најголемо оштетување на овој вид патна сигнализација. Од Општинскиот инспекторат за сообраќај информираат дека тие постојано се на терен заради утврдување на состојбата, но како што велат, оштетување има скоро секој ден и тие немаат капацитет да ги санираат истите. Сообраќајните знаци вообичаено се набавуваат со тендерска постапка според потребите на општината, но поради зголемениот број на оштетувања се јавува недостаток за нивна навремена обнова. Тендер за набавка на нови сообраќајни знаци последен пат беше распишан во март минатата година, а веќе една година подоцна се јавува потреба за нова набавка. Општинските власти веќе ја подготвуваат документацијата за нов тендер со што би се обновила постоечката сообраќајна сигнализација. Во просек, за еден знак од буџетот на општината се издвојува по 50 евра народни пари и поради тоа граѓаните одговорно треба да се однесуваат и да не ги оштетуваат поставените знаци. Во просек, за еден знак од буџетот на општината се издвојува по 50 евра народни пари и поради тоа граѓаните одговорно треба да се однесуваат и да не ги оштетуваат поставените знаци. Покрај материјалната штета која се јавува со оштетување на сообраќајните знаци се загрозува и безбедноста во сообраќајот. Необележани сообраќајници може да направат дополнителни проблеми во сообраќајот, што може да резултира со несреќи, па дури и загуба на човечки животи. Оштетувањето на сообраќајната сигнализација се покажа дека представува голем проблем за општината. Сепак би било добро надлежните институции да ги откријат сторителите на овие вандалски чинови и истите соодветно да бидат казнети. 30 волонтери од Турција ја чистеа околината на браната градче. Тоа беше дел од активностите што ги спроведува Сдруженијето на млади правници Павел Шатев од Кочани во рамки на студентската размена преку Европскиот волонтерски сервис. Студентите волонтери од Турција ја реализираа најавената еколошка акција за расчистување на брегот на браната градче. Распоредени во неколку групи, тие ги собираа отпадоците и ја средуваа околината на плажата спроти стариот мотел и патеките што водат низ шумскиот појас. Иницијативата за акцијата потекнала од нивните колеги кои секое утро пешачели и рекреирале до вештачката акумулација. Волонтерите беа ефикасни во расчистувањето на околината, но рекоа дека има уште да се работи, заради што упатија и апел до граѓаните. Традиционално интернационалните волонтери од Сдруженијето Павел Шатев и Евец заедно со локалните волонтери го собра сметот кој беше расфрлан долж крај брешјето и беше доста неубава слика за овој живописен предел. СРЗЕК Кочански рибар ни излезе во пресрет и активно учествуваше во реализацијата на овој настан. Апелираме до сите посетители кои ги користат природните убавини на езерото на Брана градче за излети, спорт и рекреација, туризам и така натаму да бидат посвесни за тоа на кој начин тие ги реализираат овие активности и дека истите можат да поминат без ѓубре и без уништување на природата. Би сакале оваа акција да биде поттик за останатите да бидат попретпазливи и можеби да преземат акции од овој тип. Домакин на волонтерите кои учествува во еколошката акција е Сдруженијето на млади правници Павел Шатев од Кочани, од каде беше дадена и потребната поддршка за реализација на планот. Во акцијата за расчистување на околината на градче на волонтерите им помагаа и членови на риболовното Сдружение Кочански рибар, кои обезбедија чамец за превоз на собраниот отпад, како и вработени од комуналното предпријатие Водовод, кои ги транспортираа вреките до градската депонија. Предходно, волонтерите од Турција, во соработка со текстилни компании од Кочани, сошија околу 500 платнени торби за пазар, што бесплатно им ги поделија на граѓаните пред трговските објекти, заради подигање на јавната свест за намалување на користењето на пластични кеси. Хортикултурно ќе се уредуваат неколку локации во градот. КЈП Водовод започна активност на поставување жардинери и уредување на неколку локации во централното градско подрачје.
На 4 локации во градот, комуналното јавно претпријатие Водовод ќе поставува жардинери. Извадени се оградите и со поставувањето жардинери ќе се уредува тој простор со цвеќиња и зеленило. Целта е да се добие слика на булевар уреден со зеленило. Оградите кај судот, Карши војни оцек, Карши полиција и кај автобуска станица се извадени од страна на Водовод Кочани. Се со цел на тој потек се има намера да се поставуваат жардинери, односно истите тревни површини да бидат подигнати на едно 40-50 сантима, истите ќе бидат пополнети со земја, трева, зеленило, дрвца, цвеќиња и слично, така да во овој месец, до крајот на овој месец, очекуваме да почнеме со таа активност, да добиеме една слика како булевар, значи самите улици малку да подобриме сликата и да го зголемиме зеленилото во истиот тој потек. Киров додаде дека станува збор за заедничка инвестиција на комуналното претпријатие Водовод и на општината Кочани. Активноста е дел од програмата за работа на претпријатието Водовод за уредување на централното градско подрачје и зголемување на зеленилото во градот. Близу 100 учесници досега се пријавени за првата планинска трка Чупино Треил 2018, што на 2 септември ќе се одржи на Плачковица. Организатори се група креативци од Виница кои најавуваат добра забава за учесниците и награди за најдобрите. Во организација на Сдруженијето The Running Squad од Виница за прв пат годинава на планините на Плачковица ќе се одржи планинската рекреативна трка Чупино Треил, на која учесниците ќе трчаат на 2 патеки. Трката е планирана за 2 септември, има меѓународен карактер и е дел од 4-дневната програма на манифестацијата 74 години слободна Виница. Има 2 трки. Трка од 13,5 километри, која е наменета за почетници, за тие што сакаат да го вкусат планинското трчање, и подолгата трка која е 34 до 5 километри, на која имаме пријавено доста познати учесници, шампиони. И таа ќе биде со старт во градскиот парк, ќе минува низ селото Липец, Блатец, се до врвот Чупино, каде ќе биде главната контролна точка, потоа се оди до одмаралиштето на врвот, под врвот Лисец, во селото Градец и пак со целта е во градскиот парк. За учесниците е предвидена и забава со настап на DJ Ерик, што ќе се одржи во градскиот парк. Според организаторите на трката, заинтересираноста за учество е одлична. До сега имаме 90 пријавени учесници, очекуваме вкупниот број да достигне околу 120. За сега имаме пријавени гости од Бугарија, од Србија, од Косово и од Америка. Најголемиот број се секако од Македонија. Со оглед на интересот за учество на трката, заинтересираните се уште можат да се пријавуваат, а обврска е да поседуваат соодветна облека и опрема за престој во планина. За победниците се обезбедени и награди. Покровител на трката е локалната самоуправа на Виница, а финансиска поддршка во организацијата е обезбедена и од локалните компании. Кочанката Марина Гоцевска, која што е единствен учесник од Кочани на Балканскиот фестивал за поезија, што онлайн на интернет се одржува во 22 земји ширум светот, со гласање на Facebook, влезе во 4-тиот круг и е на чекор до финалето. Учествува со незините 3 поетски творби. Младата и талентирана Марина Гоцевска од Кочани, за која што пред известно време информираше Канал 8 дека е влезена во 3-тиот круг на Балканскиот фестивал на поезија, што онлайн на Facebook се одржува низ повеќе земји во светот. Сега веќе е влезена и во уште потесен избор, односно во 4-тиот круг. Тоа е огромен успех за неа, но и за градот Кочани и за Македонија, бидејќи Гоцевска е единствен представник од Кочани на овој фестивал. Таа ги прати своите 3 творби, Гердан од солзи, Мост на изгубени души и Меморија, и со нив ги собира гласовите на публиката и жирито и веќе е на чекор до финале. Оваа година Македонија има најголема шанса за добивање прво место во однос на претходните сезони, бидејќи сега има 3 автори во полуфинале, меѓу кои Кочанката Гоцевска. Најдобрите од секоја земја ќе добијат плакети и ќе бидат представници на државата од која доаѓаат. Срекна сум што влегов во 4-тиот круг. Сакам да се заблагодарам на сите мои сограѓани и да ги информирам дека влегов во 4-тиот круг.
Гласањето продолжува и трае до 25 август, до 12 часот. Сите оние кои немаат гласано можат да гласат со додавање на администраторот Нермин Делич и со ставање на лајк на песната. Гласањето трае до 25 август, до 12 часот. Се надевам дека ќе влезам и во петиот круг и дека ќе бидам единствен представник во мили дуел од Македонија. Избирањето на победниците се одвива преку гласање на Facebook страната каде што ги има песните на учесниците и со додавање од страна на администраторот, и на тој начин се шири манифестацијата и се подржуваат учесниците и администраторот. Во гласањето голема улога има и жири комисијата, чии што членови одлучуваат кој ќе продолжи понатаму. Нема сомнеш дека фестивалот Мили дуели е вистинска интернет сензација за откривање таленти во прозата и поезијата. Организатор на фестивалот е Нермин Делич од Босна и Херцеговина. Гоцевска исто така е учесник и на други поетски фестивали широм републикава и надвор од неа, а има добиено досега многу награди и признанија за проза и поезија. Резултатите за влез во петиот круг ќе бидат објавени во недела на 26 август, кога би требало да останат само 15 финалисти. Следува информацијата од спортот. Со минимален пораз од 1:0, градскиот фудбалски клуб Осогово е елиминиран од Купот на Македонија по поразот од второлигашот Пелистер од Битола. И покрај максималното залагање и борбеност на играчите во текот на целиот надпревар, сепак поискусните противници од Битола успеа да се пласираат во следното коло од надпреварувањето. Со минимален пораз од 1:0, градскиот фудбалски клуб Осогово е елиминиран од Купот на Македонија, откако во првото коло од надпреварувањето беше поразен од тимот на второлигашот Пелистер од Битола. Избраниците на тренерот Александар Андов покажаа максимално залагање и борбеност во текот на целиот надпревар. Иако во воведните 20 на минути играа со доза на несигурност, сепак во продолжение ги консолидираа своите редови и успеаа да им се спротистават на далеку поискусните противници од Битола. Првиот дел заврши без голови, иако и двете екипи имаа сериозни шанси за погодок. Во вториот дел тимот на Осогово креираше низа шанси, меѓу кои може да се издвои онаа на Андреј Коцевски, чиј шут во голот со последни сили беше одбрнет од противничкиот голман. Во средината на вториот дел, во 71-та минута, по мало невнимание во одбраната, гостите со шут од далечина успеаа да постигнат гол за 1:0 и со тоа да го донесат конечниот резултат на надпреварот. Иако битолчани има уште неколку солидни шанси да го зголемат водството, сепак голманот на жолтосините Јовановски беше на висина на задачата. По елиминацијата од ова надпреварување на играчите на Осогово им преостанува своите сили да ги насочат кон што поголем пласман во третата македонска фудбалска лига Исток. Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.